Дечки, како околината влие врз нас? Влие. Јас денеска сакам фактички да зборам за нешто интересно, не знам како да го насловам овој лайф, мислам знаев зашто ќе ви зборам уште од Сабајле, но не знаев како да го насловам и го ставив таков наслов како што го ставив, но темата ќе биде на следно нешто. И ќе ве прашам прашање и вие ќе ми кажете што мислите за сето тоа. Ја ќе објаснам моje мислење и мој став. Гледате, со еден мој пријател разговаравме на тема во животот дали имаат подобар старт за успех деца на богати родители или деца на посиромашни родители. Што мислите вие? Значи, кој има подобар старт за успех? Сега ќе се сведе на ставовите, за тоа денеска ќе зборувам, мислам, веројатно и вие веќе знаете, но кој мислите дека има подобар старт за успех во животот? Деца на богати родители или деца на посиромашни родители? Ја мислам дека, ќе оставам да кажете вие, ја ќе ви кажам што мислам јас, ја мислам дека имаат, окей, Павло Фаци вика на богати, на посиромашни, на сиромашни Рената, на посиромашни, окей. Сега за сега посиромашни водат. Тања вика зависи од многу работи, Надица вика на посиромашни, Натали, Снежа вика на посиромашни, Николче вика на богатото дете, Билјана на посиромашни, Анета на богати, наравно, веројатно Елена, зависи од многу фактори, Софија вика на сиромашни, Елизавета вика на богати, посиромашни, на посиромашни, деца на сиромашни, вау. Ама еве ги на богати се враќаат, сиромашни, богати, сиромашни, окей. И може би секој од вас си има на богати сепак. Јас ќе ви кажам кој е моето размислување, а вие може би ќе се сложите со мене, може нема да се сложите со мене. Секако мислам дека имаат за мене имаат подеднакви шанси. Ќе ви кажам зошто, ама не ова као филозофско прашање подеднакви шанси. Сакам да образложам зошто. Зошто мислам дека имаат во некои аспекти на деца на побогати родители и во други аспекти зошто имаат деца на посиромашни родители. И секако дека ова не може да биде генерализација на нештото, поради тоа што никој не е исти, генерализацијата е само реактивен ум, не? И реактивниот ум генерализира, така да, ама сакам да објаснам нешто, размислував на оваа тема и можеби ќе се сложите со мене, можеби нема да се сложите со мене и ќе кажам од кој аспект мислам дека имаат предност деца на богати родители и од кој аспект мислам дека имаат деца на посиромашни родители. Гледайте, ако земеме, сум видел деца на побогати родители да некојаш полесно успеат во животот. И ќе кажам која е мојата обзервација, зошто мислам дека успеале деца на побогати родители и ќе ви објаснам која е мојата идеја позади тоа. Секако зависи и пак ќе кажам, не можете сите богати родители да ги генерализирате, ниту па можете сите сиромашни родители да ги генерализирате, така да поентова е дека само ќе си кажам ја што мислам у овој лайф, како и у другите лајвови и може да ми пишете коментари што вие мислите за оваа тема, но ќе образложам што е мојот став на оваа тема и уствари зошто мислам дека подеднакво имаат шанса. Гледайте, кога имате некој родител кој што е богат, кај богатите децата на богатите родители, она што го гледам е дека имаат чувство дека нештата доаѓаат лесно во животот. Сега, тоа може да е, ке речете, лошо таа, но од еден аспект е добро. Зошто? Затоа што децата кои што се израснати во изобилство и во можност, пак не генерализирам, но мој став е, дека, знаете, имаат став дека работите лесно доаѓаат
и паѓаат од небото. И е од еден аспект за мене тоа добро. Ке го подкрепам мојот став. Затоа што гледате, пак ќе кажам, не можеме да го генерализираме ставот на сиромашниот родител, но можеме да кажеме што како идеја може да не биде лимитирач како сме израснати во чувство дека тешко е. Затоа што некогаш ќе видите, мада тоа може и богатиот родител да го каже, тешко е, напорно е, со труд е, се мачам. И ако имате некогаш дете кое што е од посиромашни родители, може да донесе некоја идеја дека е многу тешко. И дека работите тешко доаѓаат, и дека мора да се мачиш за некои работи. Тоа дете на сиромашните родители има многу работна етика, не генерализирам пак, не можеш да генерализираш, ама он знае дека треба да работи. И тоа е факт, дека преку работата ние разменуваме и добиваме нешто. Но идејата дека е тешко многу, му е лимитирачка идеја. Затоа што гледате, ако он има тешко е, проблематично е, не можам да имам, ако е наследен тој став од некој родител кој што е сиромав, ама пак ќе кажам, не значи ако е некој сиромав дека го има истиот тој став, не генерализирам, ама само моја обзервација е, некојаш луѓето кои што, пак ќе кажам, може да бидат сиромашни у душа и да речат, слушај, тешко е, мачно е, животот е мака, проблеми е, дур дојдов до ова, не знам, мака измачив. И тоа, ако се пренесе на децата имаат став дека е тешко и дека тешко доаѓаат работите, и дека мора многу да се мачиш за да дојдат работите, они веќе идат со задоцнување во животот. Они ќе го подкрепат својот усмех врз база на акцијата. Тоа е супер кај децата на, да кажеме, на посиромашните родители, затоа што знаат дека треба со труд и со работа и со акција да ги добијат работите, но може да имаат лимитирачки идеја, тешко е. Треба да се мачам. Гледаш, животот не е лесен, животот не сака, мора да се мачиш у животот. Тоа се погрешни ставови. Погрешни ставови кои што може би некои деца на посиромашни родители, ако ги прифатат, да имаат проблем во животот, но не значи ако е некој родител посиромав финансиски дека ги има истите тие ставови. Не значи дека ги има. Само сега шпекулирам, значи нема врска, не генерализирам за никој. Може да имате некој човек кој што е побогат и да ги има пак тие ставови, треба да се мачиш, бе, ништо не ти давам, окей. Но може да имате некој родител кој што е побогат и му го овозможува нештото на детево кој што доаѓа од побогатата фамилија, и детето кој што од побогата фамилија мисли дека работите паѓаат од небото и дека лесно доаѓаат. И од еден аспект тоа е добро. Зошто е тоа добро? Затоа што не се стават лимитиричката идеја дека е тешко и дека работите доаѓаат тешко. Затоа што гледате луѓето кои што се научени на изобилство и дека работите ги има и дека работите се тука, они немаат лимитирачката идеја дека мора да е тешко, мора мачно да доаѓа, и едноставно научени се на изобилство и им е отворен умот да имаат изобилство затоа што се научени на тоа. Затоа што го виделе тоа. Сега може да е проблем ако е тато носи, мама меси детево, да не знае дека треба он сам да се бори додатно со акција, да има стварно проблем. Затоа што сум видел ситуации, не генерализирам, на деца кои што се на многу богати родители да не работат. Затоа што чекаат на тато и на мама. И он ќе има се дојќи има тато и мама, у моментот кога ќе остане сам и која нема таа подкрепа повеќе, сваќа дека треба да има акција. И дека сваќа дека треба да работи, дека сваќа дека треба да иде понатаму сам. Но повторно ќе кажам, може да имате родител кој што е богат и кој што ќе каже, слушај синко, ова ти е од мене и точно е дека на оваа планета има многу работи, затоа што гледате, ова е планета на изобилство. Баш денеска спремајќи се за овој лайв, открив многу интересни работи. Не знам колку билиони коли има на планетава. Има 40,2 трилиони долари во оптек, ако е тој податок точен. Ова е универзум на изобилство. И не е дека немаме работи. Ова е универзум на изобилство. И ако ние тргнеме со лимитирачка идеја, тешко е, немам, треба да се мачам, ние правиме стоп на акцијата. Гледате, ако имате некое дете кое што, ајде да кажеме, потекнува од посиромашна фамилија, има таква идеја, тешко е, треба да се мачиш, бре, толку треба да се измачам, јас за да добијам толку пари, таа идеја го лимитира, он го има поривот да работи. Ама сам си го стопира имањето затоа што има лимитирачката идеја во однос на колку изобилство може да има. А од друга страна може да имате
Дете на побогати родители кои што оние има таа идеја на изобилство, ама ја нема акцијата, која што треба да ја подкрепи за да фактички стварно го има неговото изобилство, не на тато и на мама, ме разбирате, и кога он го има отворен плафонот, но ја нема акцијата за да дојде до звездите. Ме разбирате која ми е поентата? Затоа што нашата лимитирачка идеја тешко е. Не можам. И пак ќе кажам, може да имате и комбинации на родители, каде што имате некој родител кој што е богат, кој што му пренал на синот и на ќерката дека се е можно на оваа планета, можеш све да имаш. Затоа што зависи од тебе и не е животов тежок, животов те сака, не е дека луѓето не те сакаат, луѓето те сакаат. Луѓето не сакаат или не сакаат нас, луѓето кои што се богати, кои што имаат многу финанси. Ние немаме појма какви се тие со нивниот карактер. Ние ги сакаме нивните продукти. Имате некој човек чии што филмови ги сакате, некој глумец. Ти немаш појма каков е он приватен живот. И неговото изобилство не зависи од тоа дал он е, не знам, карактерно ваков или онаков. Зависи од неговиот продукт. Гледате, ние не знаеме творците на многу работи кои што ние сега ги уживаме какви биле според карактер. Ние ги цениме според нивните продукти, секако ги цениме според карактерот, ако ги запознаеш, може да се разочараш од многу луѓе, но ајде да земеме, не знаеме многу луѓе околу нас. Така, но пошто у суштина ние ги на некој начин ги цениме луѓето според нивните дела, според нивните продукти, според нивната услуга која што ја прават, според филмот кој што ќе го сними, според начинот на кој што направил некаков продукт, ние, гледате, посегаме кон луѓето преку нашиот продукт. Посегаме преку нашата акција, преку нашиот квалитет на продукт кој што сакаме да го дадеме на светот. И кога ќе го дадеме тој квалитетен продукт на околината, и ако го дадеме во многу добар квалитет и квантитет, ќе имаме изобилство. Но ако имаме лимитирачки идеи вметнати во нашиот ум, кои што ни кажуваат дека окей, тешко е, не можеш, треба да се мачиш. Прво, знаете што се случува со тој менталитет, со тој став? Прво го деградираме нашиот труд. Затоа што замислите, имате човек кој што работи по цел ден, има целата идеја, леле бе, што се мачаме, бе, животов е мачење, на крај за џабе работиш бе, не бе, сиромашен, сиромав си останува, богат ќе биде, не е така. Затоа што самите идеи кои што човекот ги има, го лимитираат да го добие изобилството. Затоа што има луѓе кои што толку многу вложуваат труд, ама само заради тоа што имаат многу лимитирачки идеи, имаат идеи дека никој не ги сака, дека не знам општеството е вакво, дека општеството е онакво, си го намалуваат успехот и изобилството кои што го заслужуваат. Нели? Имате многу вредни луѓе, абе по цел ден работат. Но имаат даден тип на идеи. И тој тип на идеи ги спречуваат да имаат многу. Затоа што според трудот кој што го вложуваат, треба да имаат многу. Секако тука доаѓа знаење на тема маркетинг, секако дека тука доаѓа знаење на тема социјални медиуми во денешно време. Све може човекот да дознае, но ако човекот има погрешен став, прво ништо нема да дознае. Нема да стекне знаење кој што ќе му помогне да добие изобилство. Од друга страна може да имате луѓе кои што се со позитивен став, ме разбирате, кои што едноставно имаат, научени се да живеат со изобилство, сваќаат дека во животот има изобилство, и тоа е многу убав став да го наследиме од некого. Луѓе, овој универзум на изобилство. Имате све наоколу. И знаете, сега спомнав некои бројки тука, не знам колку има слободни девојки на светот и колку слободни мажи има на светот. Сега некој одма ќе се фати, ама тие не се у Македонија нема. Ама прочитав дека на планетава, дали знаете дека на планетава има 1 милион повеќе слободни места кои што бараат вработување од колку што има луѓе кои што бараат работа. Видите колку интересен податок. 1 милион повеќе работни места има кои што фактички никој не ги окупира. Затоа што толку многу има побарувачка за работа. 1 милион. И сега што ќе се случи кога зборам за ова? Некој ќе рече, да, ама у Македонија го нема тоа. Да, ама не тука. Да, жаре, ама ти не збориш за тоа. Не,
зборам дека човекот има лимитирачки идеи дека не може во Македонија, тоа е првата лимитирачка идеја. Човекот си има свои лимитирачки идеи кои што не ги гледа дека му се лимитирачки. Зашто? Затоа што му се оправдувачки. Сандра, ако ме слушаш, ова ќе биде цитат. Луѓето не гледаат дека имаат лимитирачки идеи затоа што имаат оправдувачки идеи. Значи, оправдувачките идеи не ги гледаме како лимитирачки. Гледате колку интересно е. Зашто човекот до толку сака да се оправда, да он не гледа дека секој оправдание му е лимитирачка идеја. И он ќе го убеди дека тоа не му е лимитирачка идеја, дека тука му е реална идеја. Океј, и сега затоа што му е реална идеја, он има проблем. И се го намалува својот успех затоа што има реална идеја дека е така. Не почнува да се сомнева во својата идеја. Но факт е дека во овој универзум единствено што има е изобилство. Изобилство има. Овој универзум на квантитет. Но ние не сакаме тоа да го видиме и не сакаме тоа да го прифатиме. Зошто? Затоа што некој не научил дека не е така. Имаме податоци во нашиот ум кои што не спречуваат да имаме тоа што сакаме да го имаме. Затоа што гледате, поентата во животот е да дојдеме до изобилството. Како луѓето доаѓаат до изобилството? Апсолутно мора да имаат идеи кои што се добри, мора да имаат идеи кои што не ги лимитираат, може да имаат идеи дека ќе успеат. Не ни сонуваат, не е отворен умот кон иднината, не е отворен умот кон изобилието. Умот е затворен на тема изобилие кај многу луѓе. И затоа што се научени дека уствари толку можат и дека толку на некој начин нашите лимитирачки идеи се поврзани со неценењето на самите себе. Колку треба да имаме и колку можеме да имаме. И кога човекот ќе си го разреши тоа е првото нешто кое човекот мора да го разреши. Прво треба да се почитува, да се цени самиот себе многу повеќе, ама тоа ценење ќе освати на два начина. Едно е кога ќе даде и вложи многу труд, и второ е кога ќе ги трне лимитирачките идеи кои што тој ги има. Затоа што знаете, лимитирачките идеи се како имате некоја дискотека која што има отворен кров. Вау, звездите се таму, небото е таму, има изобилство. Ама кога се затвори кровот на дискотекава, толку е до кровот, 5 метра нагоре, толку е максимумот. Имате некоја убава сала концертна која што е со затворен кров или со отворен кров. Така е со луѓето, знаете, имате луѓе кои што немаат лимитирачки идеи, они си го отвараат кровот на нивната сала. Имате луѓе кои што си го затвараат кровот на нивната сала. Но има луѓе кои што сакаат одма да дојдат до изобилството, не сваќајќи дека има чекори до изобилството, и човекот треба да оди понатаму и понатаму и понатаму. Но проблемот е дека ние не сме научени да имаме. И сум зборал за ова, ќе имам цела емисија за ова, сум зборал ова за еден податок од Хабард за имањето. Имањето е резултат на креација, но човекот за да креира мора да посегне. Ете, човекот не креира. Кога ние влагаме во автоматизам, кога ние влагаме во секојдневие, дал креираме ние? Не. Зашто човекот кој што е во автоматизам не се чувствува убаво? Затоа што прво не сваќа дека има. Имањето вели е резултат на креација. Така. Сега, ако ние сватиме дека креативноста подразбира некој свесно целење кон нешто, не подразбира автоматизам. Тие автоматски работи кои што ние ги креираме се повеќе поврзани со негативни работи. Така, креираме негативен идентитет подсвесно, креираме кавги подсвесно, креираме проблеми подсвесно. И тоа е еден тип на креација за кој што ние не сме свесни. Но она што сакаме да го имаме, доаѓа од свесна креација. Размислете за ова. Човекот доаѓа до имање од свесна креација. Зошто некој човек, ајде да кажеме за време на ковид ситуација, пандемијата, кога луѓе беа затворени во домовите со локдаун. Што имаш? Имаше автоматизам, имаше секој ден едно тисто. Затоа имаше многу кавги, затоа имаше многу проблеми, затоа имаше разводи. Зошто? Затоа што луѓето влагаат во автоматизам. Кога луѓето ќе влезат во автоматизам, они не сваќаат
дека имаат нешто. Затоа што не се свесни у креацијата. Кога човекот сваќа дека има нешто, кога свесно го креира тоа нешто, он ја сака таа цел и е посветен на таа цел цел живот, или е посветен на таа цел еден месец, сака студентов да го положи испитот, свесно го креира тоа нешто. И на крај кога ќе го положи испитот, чувствува дека добил и чувствува дека има. Зошто? Затоа што свесно го креирал нештото. Така да и ние, кога сме со овие лимитирачки идеи, сте виделе луѓе кои што цело време работат од наутро, навечер, работат една тиста работа, не размислуваат многу, у автоматизам се влезени. Тие луѓе не сум видел дека имаат огромно богатство. Видете кој има најмногу богатство. Тој кој што не е у таков автоматизам и рутина, сега да се разбереме. И кога ќе почнеме да креираме некои работи, ние можеме да влеземе во автоматизам и рутина, ама мораме да се сме у сегашниот момент. Тогаш не сме во автоматизам и рутина. Затоа што ако видите некој човек кој што цело време едно тисто работи, што фали кај него? Фали идеја. Фали цел, фали план, кој што е насочен кон целта кој што тој ја сака. Затоа што ќе влеземе во една тиста рутина, што можеш да предвидиш на тој пат. Можеш да го предвидиш тоа што сите пред тебе го имале. Ништо повеќе, ништо помалку. Ќе го имаш тоа што сите пред тебе, колку тој човек добил на претходното работно место, веројатно тој пред него. Ајде, затоа што секој дневно се подобруваат работите, може да имаме и повеќе, ама треба да предвидиме во таква автоматизација во која што ќе влеземе, дека у суштина не планираме за ново изобилие. Не планираме за нови идеи, затоа што изобилието доаѓа од идеи. Изобилието доаѓа од колку нелимитирачки идеи имаме, колку соништа имаме, колку планови имаме за тоа, колку го поддржуваме сето тоа со акција. Ето таму доаѓа изобилието. И доаѓа уживањето во животот, што е уште побитно според мене. Затоа што гледате, изобилието не е убава работа ако не уживаме при тоа и ако не играме играта на начин на кој што ние сакаме, едноставно да ни е кејф да го правиме тоа што го правиме. Гледате, ќе прочитаме еден убав цитат од Хабард. Вели: во животот единствената вистинска гаранција за опстанок е изобилството. Во животот единствената вистинска гаранција за опстанок е изобилството. Зошто? Затоа што ако ние секогаш возиме на резерва и ако секогаш сме во стисок со финанси, со што и да е, тогаш мора да имаме некакви идеи поврзано со тоа. Ме разбирате? Затоа што е биди, прави, имај. Ви текнува. Сега, ако сме биди, прави, имај е резултат на биди, а тоа се идеите, тоа се креациите, тоа се целите, а тие доведува до акција. Така да ако нашите идеи се лимитирачки, ако нашите идеи се ограничени, како можеме да дојдеме до големо имање? Сега, зошто, според Хабард, ова е мое толкување сега, што ќе биде вика единствената вистинска гаранција за во животот единствената вистинска гаранција за опстанок и изобилство, затоа што гледате, пише ово текстов понатаму, многу интересно, затоа што вие, например, не знам, ќе насее некој земјоделец нешто, ама он мора да насее во изобилство затоа што ќе дојде невреме, глувци ќе зема дел од житото, што и да е, ќе има работи во животот кои што ќе земат ако не планираме во изобилство. Ќе земе животот, затоа што имате неочекувани работи, бойлерот, не знам, се расипал, не знам, паркетот се кренал, колата, мораме да имаме на страна, но поентата е дали ќе се насочиме на чекај да тргнам на страна за да имаме за колава ако се расипи или за бойлерот, или ќе дадеме акцент на идеите, желбите и креацијата која што имаме. Затоа што тоа е тоа што ќе донесат изобилство. Изобилството тука не подразбирам само финанси, имате изобилство на љубов, имате изобилство на љубов кога? Ако има двајца цело време креативни идеи и цело време се креативен замес и прават нешто заедно, пак имате изобилство на љубов. Ама ако немаат никакви идеи, не креираат, ќе имат изобилство на кавги, ништо друго. Затоа што гледате, имањето е резултат на креација, ама креацијата е поврзана со свесна работа кон нешто. И за мене тоа беше многу интересно. Тоа свесно, тоа поврзано со вашите планови, со вашите желби, со вашите имагинации. Поврзано со вашата имагинација.
Затоа што имагинацијата е над фактот и се што е факт требало прво да се имагинира, така да човекот има колку што може да биде. Видите, човекот има колку што може да биде во секоја сфера. Во секоја сфера. Човекот може да има колку што може да биде. А он, ако биде повеќе, ќе има повеќе. За да имаме повеќе, мораме да бидеме повеќе. А тоа што значи? Баш да ги совладаме нашите лимитирачки идеи. Затоа што ние не можеме да имаме повеќе ако не сме повеќе. Ако имаме мали идеи, ако имаме ниски стандарди, така, затоа што гледате, ако имаме високи стандарди, ќе имаме планови високи, ќе имаме високи цели. Човек што има ниски стандарди, ќе има ќе има помали идеи. Или затоа што стандардите се желба за подобар живот во било кој сегмент. И пак ќе кажам, не го мислам само на физичкиот аспект, дали имаме добра кола, стан или што и да е. Стандард во однос на што сакаш ти да постигнеш во животот. Колку повеќе сакаш да постигнеш, колку повеќе можеш да дојдеш до поголем квантитет на продукција, на креација, на тоа што го сакаш ти во животот, затоа што тоа е забавно. Забавно е да креираме, забавно е да имаме идеи. Тоа е забавно. Но луѓето не сакаат да имаат забава поврзана со нивната креација, луѓето се согласуваат на автоматизам, се согласуваат на безбедна работа, на сигурна работа, каде што има целосна автоматизација и во таа целосна автоматизација на безбедните работи, ако сте виделе, безбедните работи се целосно автоматизирани, каде што има многу помалку креативност. Тоа е моја обзервација, не значи дека е така, но секој човек и на безбедната работа може да ја креира во секој ден и така натаму, но многу често ќе видите некој човек кој што влага во тој тип на безбедна работа, да устварено со што се согласува дека не мора да биде повеќе. Гледате, што се согласува со човекот кој ќе влезе на безбедна работа? Океј, 400 евра плата, осигуране, супер. Што се случува во тој момент? Човекот го добил нештото и кога ќе го добие нештото, он нема желба да биде повеќе. Зашто многу често во такви ситуации човекот е задоволен со тоа, а кога човекот е задоволен со тоа, он нема желба да работи на себе и нема желба да најде подобри начини да биде, решенија и не се гради себе си како битие. Затоа што е задоволен. Ја не викам дека не треба да бидеме задоволни со све, апсолутно треба да бидеме задоволни со све што постои околу нас, ама човекот кој што е креативен и кој што крира и кој што е свесен и кој што сака, тој е тука. И затоа што е тука, тој е задоволен со работите околу него. Ами имате некој човек кој што у суштина е влезен во дневна рутина, роботски, ајде така да кажам, тој човек не ни гледа што има околу него. Зашто? Затоа што роботизмот не е гледање. Имате многу луѓе во животот каде што роботски ги завршуваат сите работи. Роботски не креираат, него роботски ги прават акциите. Што тоа значи? Дека нивниот ум веројатно е насочен на други проблеми, а он автоматизирано, роботски ги средува работите во текот на денот. И сега што се случува? Тој човек, гледате, е според тоа што го има како работа, задоволен со тоа, и тоа е неговото биди, кој што он го изградил и вика нема потреба повеќе да растам, затоа што задоволен сум со ова што го имам. И са секојаш кога имаме повисоки цели, тоа од нас бара да се надоградиме како битија, затоа што не можеме да ги достигнеме високите цели ако не работиме на нас како битија. И затоа е убаво човекот да има консултации, затоа е човекот убаво да има лайф коуч, затоа е убаво човекот да чита мотивирачки книги, затоа е убаво човекот да работи на себе. Затоа што колку повеќе човекот работи на себе, повеќе ќе има. Сакал, не и ќел. Затоа што освестува многу. Работата на себе освестува. И кога човекот е свесен за работите кои што е он и работите кои што ги сака и е свесен за своите лимитирачки идеи, затоа што многу често треба да ги освестиме тие лимитирачки идеи, од каде ни се дојдени, зошто, кој ни ги пренел, зошто сме ги прифатиле од тој кој што ни ги пренел. Затоа што многу често баш ги добиваме од луѓето кои што многу ги сакаме. Лимитирачките идеи. И они ги добиле од некои други луѓе кои што ни многу ги сакаме. Затоа што близината на некој човек кој што го сакаме, ние не се распрашуваме, односно не ги проверуваме податоците кои што тие ни ги даваат. Обично. Затоа што целата таа близина
си викаш, окей, и така е, човекот секако дека има добра намера, дури оние кои што ќе ни кажат, слушај, животот е тежок, треба да се мачиш во животот, мислат дека не подобруваат некој квалитет од нашиот живот. Така они мислат. Од друга страна, тоа е погрешна идеја. Мислам дека оној кој што ќе каже можеш да имаш све, олабај се, животот е тука, ти можеш да имаш све колку што ти ќе одлучиш да имаш, тој подобра порака ни праќа нас. Не е животот тежок, не е дека животот не сака, не е дека луѓето не сакаат. Многу почесто ние сами не се сакаме и заради тоа си го правиме тоа што си го правиме на себе. Но ако имаме идеја дека слушај, можам и заслужувам све, затоа што на оваа планета има простор и има за секого се. Верувате, толку е ова планета изобилува со работи, да има за секого се. Но нема за оној кој што не мисли дека може да има. На планетава има све. Единствената пречка зашто не посегаме по нешто е затоа што ние мислиме дека не треба да посегаме. И можеби тоа потекнува од моментот кога детево сакало кики бомбони да земе, кога биле на слава, кики бомбони да земе, и мајка му рекла, не пипај, не. Ој да не пипај, бе, ме срамиш, остај колачите, значи не се сите за себе. Не се сите за тебе, остај ги колачи. Се шалам, бе, но сакам да кажам. Детево после тоа ќе се сгужва, ќе се стутка, ќе го искритикуваат. Затоа критичарите, гледате, имате луѓе кои што за све ќе ти најдат мана, имаш критичари, тие критичари, у суштина што прават? Не го лимитираат имањето. Зашто? Затоа што не ни дозволуваат да посегнеме, да идеме напред кон животот. Затоа што едноставно толку имаме работи кои што ни ги кажале или ни ги споделиле на нас. Има убав цитатот од Хабард, вели, само инвалидизацијата е збир на инвалидизации од околината кон нас. Ете, само инвалидизација е збир на инвалидизација од околината кон нас. Едно дете нема да се само инвалидизира, зашто се уште не собрал инвалидизација од околината кон него. Прашете го некој дете, дали си ти гениалец? Да. Можеш ли да имаш све? Можам. Што сакаш да бидеш? Све он може да биде. Ама ќе го убедат ти околу него. Абе, не, туку сањај. Абе, глупости збориш. Абе, ти не те бива за ова, ти не си талентиран за тоа. Тебе не те бива за ова, не те бива за она. И на крај детето стварно мисли дека не го бива. Неште, детето мисли дека не го бива. Зошто? Затоа што така некој му ставил во глава да мисли дека не го бива. Ако ние не си ги изчистиме тие мисли, но пак ќе кажам, некои се влезени од тие мисли во нашиот духовен код, ајде така да кажам, слепени се со нас, така да постанале дел од нас. Мораме да ги одлепиме и едноставно да во нас прифатиме не само на свесно ниво, него да ги автоматизираме, ама на убав начин се ова го зборам, да ги автоматизираме тие убави карактеристики на имање и да ги автоматизираме тие мисли на имање, да не се само на свесно ниво, у смисол на да, ја ова го знам, него да го живееме тоа, да го правиме тоа, да станат дел од нашата духовна ДНК, да бидат инкорпорирани во нас, да уопште не ги мислиме, него ги живееме тие работи. Како тоа доаѓа? Ете, на свесно ниво прво почнуваме да направиме некоја промена, после тоа идат акции, добиваме резултати. Значи, почнуваме на свесно ниво, па после тоа имаме акции кои што се потешки, после тоа го добиваме резултатот. Резултатот кој ќе го добиеме е сега сваќаме дека можеме. И што се случува? Се менува нашето биди. Колку повеќе креираме некоја работа и добиваме резултати, и колку повеќе резултати добиваме, толку повеќе ние сваќаме дека можеме. Како сваќаме дека можеме? Преку остварување на резултатите. Ние кога ќе сватиме дека можеме, тогаш е веќе убедување. Не е веќе само на свесно ниво во мојот ум дека ја прочитам податок од некого. Не, сега е моје уверување, сега е моје убедување дека можам. Значи, прво почнуваме на свесно ниво. Имаат американците една изрека, викаат fake it till you make it, вики лажи додека не стане вистина. Не, на свесно ниво си викаш можам, заслужувам, окей. Потешко е, затоа што можеби длабоко у себе имаш некои верување дека не можеш, ама ти се бориш и затоа иде тешко, затоа што има борба подсвесна, какво и да е со нашиот свесен ум кој што вика не, сакам да имам, сакам да се сменам, ама ако буткајте напред, ќе го добиете резултатот. Аха,
Сега сваќаме дека можеме, и што се случува? Некои работи кои што се длабоко во нас почнуваат да попуштаат затоа што ние сваќаме дека уствари не е така како што ние сме мислеле од порано, дека е тешко, него сваќаме дека уствари со труд и со работа можеме све. Ама знаете како е тоа? Како да имате еден плакар и сега ние сакаме прво све да исчистиме од плакарот и гречеш оке се све ќе исчистам ова, све ѓубрево и точно можеме да исчистиме све. Точно е. Ве упатувам на книгата Дианетика каде што збори Хабард како да го исчистиме тој негативен подсвесен ум кој што баш ги има тие негативни идеи и он го нарекува тој умот на не можам да имам, така го нарекува реактивниот ум, се вика ум на I can't have mind, така вика он, ум на не можеме да имаме. Можеме да го исчистиме и апсолутно можете, но и тоа е полесниот начин, затоа што едноставно немате кочници и блокади, но и ако не го направите тоа, како можете да го направите? Со секој постигнат резултат, вие добивате уверување, убедување дека можете. Но малку потешко иде, затоа што гледате, некогаш имате плакар со стара гардероба. И сега ти имаш нова гардероба, тоа се новите уверувања, што си ги прочитал, што си ги видел, што си ги сватил. И како ќе почнеш да го креираш тоа и добиваш резултати, што се случува? Вадиш, ама не ги вадиш сите фиоки одеднаш. Една фиока ќе извадиш тоа искинатите алишта, што се старите уверувања, негативните уверувања, сега таа фиока дошле у плакаров вистинските податоци и вистинските уверувања дека можеме. Сега правиме друга акција, добиваме резултат. Сега втората фиока каде што има стари алишта, тргнати се старите алишта и сега доаѓаат таму новите алишта. И на тој начин полека целиот плакар ќе биде полн со нова гардероба, тоест вистински и точни уверувања. Дечки, животов интересна работа. Немајте лимитирачки идеи, затоа што знаете колку сте моćни, знаете колку можете. Но ако некој цело време не убедил во нештото дека не е така, ќе имаме проблем. Имаше една приказна каде што во истиот аквариум, односно во истиот базен имало некои риби, имало ајкула од другата страна и не се мешале. Фактички немало препрека во самиот базен, ама ајкулата никогаш не одела кај што се рибите никогаш не оделе кај што е ајкулата. Зошто? Затоа што на почетокот им ставиле прозирно стакло и ајкулата се обидела да дојде до кај рибите, ќе удрела еднаш, два пати, три пати, 100 пати ќе удрела стаклово. Они после тоа го тргнале стаклото. Но ајкулава мисли дека се уште има стакло таму. Ете, се уште мисли дека има таму стакло. Ќе ви кажам уште една приказна, баш е во оваа книга, само анализа од Хабард, ја прочитав од тука. Збори за како ловат риба на езерото Тањаника во Африка. И вели, знаете ли како ловат таму риба? Рибата таму ја ловат на следниот начин. Се зимаат две бродчиња, имате плажа, има две бродчиња, два кануа и двајца рибари повлекуваат јаже помеѓу двата брода, ставаат даска од озгора и кога ќе удри сонцето у даската се прави сенка до дното. Видите, се прави сенка до дното. Сенка. И што прават двајцата рибари кои што се во чамчињата? Они само веслаат према обалата и ја движат сенката со нив. И кога ќе дојдат рибите до сенката, они не сваќаат дека е сенка, они мислат дека е препрека. И што се случува? Бегајќи од сенката идат на кеплиткото. И рибарите само ги движат бродовите напред кон обалата и она што се случува на крај кога ќе дојдат до плиткото, самите риби бегајќи од сенката рипаат на песокот и поминува друг рибар кој што е со кофа и само ги собира рибите во кофа. Гледате, сенката е опасна работа. Гледате, сенката кај рибите е препреката кој што не мислат дека е непробојна. Знаете колку такви непробојни, имагинарни, умствени, страшни сенки имаме во нашиот ум. Ама ние сами се фаќаме во нашата собствена замка, затоа што мислиме дека не можеме. Знаете дека можете. И знаете дека сте фантастични. И знаете дека сте шампиони. И знаете дека можете се. Не се плашите да тргнете. Дел од имањето е поврзано со храброст. Зашто? Затоа што храброста е на некој начин тргање на лимитирачките идеи. Стравот секогаш ќе ги фаворизира лимитирачките идеи.
Храброста е прв обид да се отвори кровот на дискотеката, да се отворат портите на дворот и да се скине јажето и сенката во морето. А вие тоа го можете. И го заслужувате. Но оно што е многу важно е вие да верувате дека можете и да заслужувате. И дека заслужувате. Јас верувам дека можете, дека заслужувате. Ве сакам, се гледаме повторно во понеделник. Имајте убав викенд. Поздрав!